само што стигнав во првиот град од местата кај што ќе ги шетам соло. Преладно е, ќе одам првен да одморам, па од Забајле шетам. Добро утро, се одморив и еве сега излегов да одам на местата што сакав да ги посетам. Иначе, јас сум во Битола. И многу ладно што од Забајле жив човек нема. А инаку видите каков дрип имам. Look this drip. Многу каваи се осеќам. Cute каваи slay. А и овие слушалките што се cute, малце и не слушам и не би било cute да ме цапне некаква кола. Yeah. Првата локација од соло патувањето Широк Сопак. Од тоа го поминав. Се седнав на една клупа и ја гребам мапата. Еве го крајно како е. Широк Сопак. Ова со кафето, значи од ден се служувам. Битола и кафе буквално е синоним. Само што јас не знам што битолчанка сум ваква, што кафе не пијам, ама да. Баш угостителичка. Сега сум во градскиот парк и планирам да одам до Хераклеја следно. Одамна немам одено таму. И ќе види ваѓа пишасење денес. Се случи нешто не баш најубаво. Значи вака си шетам, си вадам телефонот, камерчето, джипот, едно извај, друго квај. И јас паметната си оставив картата од автобусот во джебот и сега ми ја нема. Ја немам повратната карта за до Скопје. Треба да си купам друг билет. Штеден. А многу е поскап во еден правец. Јеј! Стигнав во Хераклеја. Штета што музеиците се покриени со песок, за да се заштитени и тие не може да се видат, буквално само песок има. Ама да, убаво сепак. Значи Хераклеја е стварно право место, инаку овде моментално сум сама, буквално сум вработени на билетара и јас овде што се шетам низ остатоците.
Замисли, седиш овде на најгорниот спрат и гледаш представа од најдобрите драматурзи од тоа време. Го гледаш градот, ја гледаш природата, цела публика ечи, сите ракоплескат, се воодушевени. Значи, стварно, сигурно тоа му било незаборавно чувство на сите што седеле тука. Сега да изирам локација. Ете е Хераклеја. Мозаико јас не го видов, ама еве, од прилика како би изгледал.